Абе, каде тоа може да има заменик министер, па уште и обезбедување? За култура. Заменикот министер не му следува ни возач. Тој по правило треба само да си дојде на работа со свое возило, а ако му треба негде службено да оди, од заеднички служби на влада треба да му обезбедат. Треба си дојдеш на работа со автобус, како се вика од левица пратеникот од Штип што доаѓа? Крмов. Да. Па уште популист да бидеш, можеш да идеш со градски автобус да си доеш. Значи тебе не да следува таа работа. Значи заменик министер не го следува ни возача, каму ли обезбедување. Кај се научиле тие со тие обезбедувања? Обезбедување има премиер, има председател на држава, има председател на собрание, министер за одбрана, министер за внатрешни, министер за правда и подпредседатели на влада. Никој друг. Освен ако има проценка за некој министер. Заменик министер обезбедување, што зборите бе луѓе? Ајде снимка, ако може, да видиме нашиот вице-премиер Арбен Фетај и овој амбасадорот на Република Албанија кој што тргна на европскиот пат со преговори и не претрка, што прават у Македонија. Ајде да видиме. Спремно е видеото? Да бе, да, како не, да видиме. Еве во музеот на УЧК во Чегране, во Слупчане, во Слупчане, амбасадорот на Република Албанија. Еве. Што е тоа, борба на кола некоја? Да, тоа што им ја, да. Они таму и со заедно и министерот на УЧК во Чегране, министер за вице-премиерот за добро владење таму исто. Ама што ви е спорно? Не ве разбирам. Па не, ништо не ми е спорно уопште. Веќе ништо не ми е спорно. А да не сакате вие албанскиот амбасадор да иде во Карпалак да обстави венци? Не, па ако не оди таму не би требало нигде. Ова е да речеме на ниво на либанскиот амбасадор во Израел, да оди да положи цвеќе на гробот на загинат на Хамас. Борец. Да, отприлика. Или борци, споменик некој на борци на Хамас да положи цвеќе. Да. Не. Како би реагирала државата Израел? Не е баш така. Ова е Македонија. Ти не разбираш, тие таму се. А овде Хамас ти у влада, тамо не е. Како не? И у Израел и у Хамас у влада? И у влада. Не како се викаат тие. Си имаат нивна влада. Не како се викаат тие што се во политичко крило на. Нема врска. Во секој случај лоша паралела направи. Ја не знам што се возбудувате ново. Нека си прават забава. Не се возбудуваме воопшто. Голема работа отишло да добро. Да бе. И тоа што викаш. Ке си го гласаме за пак, да. Што се замарате? Така е, се согласувам. Уживајте таму, сега еден денар по-ефтин леп ќе ви биде. Што се замарате со овие? Кркајте леп, ајде. А има и циркус. 350. А бурекот колку поевтин е? Ништо. Ич. Ама го ја намалија количината на пиво, например. Намалена е цената на пивото, ама од литро и пол на литро 350. На пивото. Ја со закон би ги забранил, оние ни пивца ги има токацки, па чаша бре нема. Па пиво се пие од жет. Ја би им направил под 330 грама шанса нема. Ето тоа со закон треба да ги преваранти ни едни. Токацко пивце бе чаша нема и тоа чашата треба да гледаш она од виски да ставиш чаша. У чоканче. Не собира, у чоканче за ракија. Кај има кригла, па пиво секој кога пие се налева бре, пиво се пие од жет. Јадеш слано со пиво. Ова што е како капки за очи. Само превара, само за да може да дојдат до повеќе профит, до повеќе пари. Све тоа би им забранило. Управо е Христијан Исковски. Не. Па тие треба да ги забрани. Може ти кажам како ќе им направи, му направи. Чека сега.
Чебе, сериозно ќе ти кажам. Знаеш како ќе му направат трикови? Стив, болje си сотирал од мене, си болje. Не, Болje си. Еве ја да ми научаните слушај се. Све ќе препакувам и тоа што е од 980 грама ќе биде на 880 грама и нема проблем, ќе му ги почитувам неговите мерки. Маржата. Маржата ќе се почитува. Све ќе се препакува на помала количина. Значи Стив е болje си усатирал од мене какао. Уживајте таму, бе били уступчане. Терај, $1 поевтин левот. Живеј, така е. Што се замарате, гледате, левот $1 ви е поевтин, се уступчане. Нека одат. Браво. Дај да видиме и Изет Меджити, шубаво се сликал со знаме. Па дај да го видиме и него, шо? Со узлепче. Узлепче и $1 поевтин левот. 35. Има ли поубаво врујка лепче вака да си капа? Денар поевтино. Денар поевтино. Покрај знамето да си го јадеш. Ти замисли денар по денар, на крај на годината ќе се собере. Колку на крај на годината? 360 денари. Како викаат, банка по банка, Југобанка. Банка по Тогаш банка. денарот го вика банка. Да. Банка по банка, Југобанка. Да. Баба ми Бог да ја прости викаше само 200 милиарди имам у джеб. 200 милиарди до 200 старите денари. милиарди. 200 милиарди имам у джеб. Ајде да видиме. Ајде да го видиме овој. Чекај со топло лепче. Со топло лепче, да. Ама И со пивце. Ова му е поевтинетото? $1? Да, ова е со Тоа пивото денеска е капки. више поевтинето. Тоа пивото капки за очи. Да го ставиш Абе, у пушо, чоканче за ракија. Македонско нема. У ракижиска чаша ќе почнеме пиво да ставаме. Нема Преваранти. стајано македонско. У кандилце. И пиво. У чешка за ракија. Кока-коливе или менкиве испаднаа за нив од Каченко. Да. Херкулеси се. Кока фирма е бе, не е за африканци. Само да спонзорство едно, многу пием. Марко Икс вика, овие не се добри како сите до сега, ама предходните беа катастрофа. Браво. Само се Тежок опише заклучок. македонската политичка сцена у неколку зборови. Од Марко Икс, тера е брат, супер е брат. Да, види. Еве има американско знаме. Абе нели дојдоа они на антиалбанска реторика, што не ги скротат се овие? Како кој заменик министер се тепал со полиција? Заменик министерот за култура. Он бил за некултура. Не, он е за култура. Него за некултура треба да го стави. Не, он промовира друга култура. Значи, различни збориме се, ние збориме за Он различни промовира култури зборим. дисциплина, пресметка меѓу институциите. Да. Меѓуинституционална. Меѓуинституционална пресметка. И што се десило? Што се случило? Ама моноетнички бил скандалот или? Внукот се возел со кола, го застанала интервентна полиција. Само момент, да прочитаме една донација. Луи Митревски вели за пиво, поздрав, капки за очи. Еве, имаме донација од Луи Митревски од Австралија. $80. Овде не е капки, овде цела... Само кригла ако игра, иначе од тие... Цела инфузија има капките за овдека очи не пие. $80. Тогаш и колбаси треба да се. Све ќе земе. Ја пиво не пијам, али окей. Пијам. Ја пиво не ама пијам. само да е ладно. Знаете бугарскиот офталмолог на врата кога напишал аз виски не пием, кафето е штетно за здравието. Тоа значи пари да му да. На врата гужван ли чекат 50 души. И му носат виски и кафе, а он хирург бил. Да. И пишал аз виски не пием, кафето е штетно за здравието. Значи, А шушки. пликцето е супер. Сега, Поклон во плик. нешто што е Поклон во добро плик. за здравје. Да. Сега, вчера внукот... Чекај бе, дај се овој со тепањево. Да, бе, да. Тоа ме интересира. Внукот го застанале, интервентна полиција го стопирала и сакала да му барале документи. И сакале да го претресат, веројатно. И он се јавил кај шоферот на заменик министерот за култура. И шоферот дошол... А зашто да го претресат? Вјолца да не било? Да не личел на вјолца? Не. А? Не знам, може личел. Може носел апаратче некој. Може Хилта носел, не знаеме сега. Хилта, па нешто вика дека оваа носела нешто што вибрирало. Да бе, Хилта знаеме. А не е телефон. Ама не е Нешто што телефон. вибрира, Носе, а не да. не е ни пейджер, да не се кираат. И... А вие се смешкате нешто. Па знаеме, да, имаме такви...
Има дојава. Што вибрираат? Не. Не имаме. Па по тоа приметиле полицајците рипало тоа во ташната. И се стиснал. Погрешка. Погрешка. Погрешка се јавила, да. Како и да е, се јавил ке шоферот на заменик министерот, внукот, и го повикал... Како без две шоферите ги бараат? Да, си го повикал он шоферот и он дошол со обезбедувањето и они да ја сределе... Какво обезбедување? Па на заменик министерот. Обезбедување? Да, и они дошле тука да ја средат ситуацијата и нападнале полицајци. Ги нападнале полицајците. Се кошкале. Се удрал полицајецот еден. Сам се удрил. Да, и после тоа ги притвориле шоферот и внукот на министерот, ги однеле во полициска станица во Тетово, а заменик министерот заедно со уште еден пратеник од Влен, Аднан Азизи, тој е оџа иначе, они заедно пред полициска станица чекале, односно вршеле притисок луѓето, внукот и шоферот да ги пуштат без никаква пријава веднаш надвор и вршеле притисоци. И што се десило? И на крајот се деси дека денеска МВР нема ни у билтен стајано дека имало таков настан, пробуваат да го сокријат, веројатно. Тоа е. Албанските медиуми сите објавија за скандалот, сите, од нашиот дел медиуми објавивме само ние, другиве не објавуваат. Они се останате може се за федерализација. Они до Скопје. Да, и така. Читаат вестина, така не пренесуваат. Абе каде тоа може да има заменик министер, па уште и обезбедување? За култура. Јане Симеонов, фала ти на донација. Значи, заменикот министер не му следува ни возач. Тој по правило треба само да си дојде на работа со свое возило, а ако му треба негде службено да оди, од заеднички служби на влада треба да му обезбедат. И јас ќе ви кажам исто така, кога бев министер, дојде малку да ми се мангупира еден заменик министер, дека не бил консултиран, не знам ова, и му викам, ти си ги прочитал ли ти своите права и обврски, или не си ги? Имаш ли кола? Имам. Имаш секретарка? Имам. Сум ти дал подпис на сметка? Да. А што сакаш ти? Знаеш дека не те следува кола, треба да си бараш од заеднички служби на влада? Треба да си доеш на работа со автобус? Како се вика од левица пратеникот од Штип што доаѓа? Крмов. Шо, тој нема возач како ти бар? Да. Да. Па уште популист да бидеш, можеш да идеш со градски автобус да си доеш. Значи тебе не те следува таа работа. Значи заменик министер не го следува ни возач, а камо ли обезбедување? Кај се научиле тие со тие обезбедувања? Обезбедување има премиер, има председател на држава, има председател на собрание, министер за одбрана, министер за внатрешни, министер за правда и подпредседатели на влада. Никој друг. Освен ако има проценка за некој министер. Заменик министер обезбедување, што зборите, бе? Кој е тој ганстерај што они го промовираат овде, бе? Абе, Христијан, фати си ги дизгините за владата, не кажува приказни, не се бави со Данела и со не знам кој, бе. Фати тука, гледа, ова ти, владава ти стана како споулавен конј, бе, не можеш да го скротиш. Како оние, сте ги виделе оние американци кои се качат на див конј, па како рипа тој ќе го фрли. Ќе те фрли конот, не можеш да го издржиш ова. Ама знаеш, вчера господинот... Абе, смешен си и многу со ночари. Господинот Херувим, ајатолах политички, нашиот херој Христијан Мицкоски, што кажа од Ѓорче? Од Ѓорче? Од Ѓорче во изјава он кажа, му го плесна на Халил Снопче. Демек Халил Снопче рече ќе излеземе од влада ако се донесе законот, и Мицкоски рече ако сакаат да излезат неки ми е со среќа. Многу храбра изјава, мора да признаеш.